Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата 24 за животот. Пред крајот на оваа работна седмица денеска ќе разговараме за проект кој што е ЕУ финансиран, односно финансиран од Европската унија, а кој пак се однесува на унапредувањето на услугите за социјалната инклузија. И токму во денешното издание ќе разговараме првенствено со Јелена Вахакулопус, која што пак е раководителка на проектниот тим на овој ЕУ финансиран проект, заедно со личноста која што ќе ни помага во интерпретацијата на англискиот јазик, но сепак доаѓа исто така од проектот како раководителка на канцеларијата за овој проект, а тоа е Ирена Бојаджиева. Ке зборувам, знаете, стандард со луѓе кои што зборуваат на странски јазик, прашањата и првичните обраќања ќе ми бидат на македонски, а веднаш потоа сам ќе се преведувам на англиски, додека пак Ирена ќе ни помага со толкувањето од англиски јазик на гостинката Јелена. Ви посакувам добре дојде. Thank you for accepting our invitation. Thank you very much for inviting us. Ви благодарам на вашата покана. Ирена, благодарам исто и вие што дојдовте. Благодарам исто така. Ке имаме доста детали да споделиме со гледачите во објаснувањето на проектот. We'll have probably a lot of details to share with our viewers, especially about the beginning of the project. Can you please make the public familiar with the core of this project? Дали може да ни помогнете да ја запознаеме публиката со јадрото на овој проект? This project consists of three main tasks. First is to help your government to build a new system of vocational rehabilitation. Имено проектот се состои, односно јадрото на проектот се три главни задачи. Првата задача е да се помогне на нашата влада да се унапреди системот за професионална рехабилитација во Македонија. The second task is to help your government to create a completely new system of personal assistance for people with disabilities. Втората задача е да се воведе комплетно нова услуга на персонална асистенција за луѓето со попреченост. And third is to help to make better IT services in social sphere. И третата задача е подобрување, односно воведување на подобри ИКТ услуги, да ги кажеме, нели така, со кратки информациски и технолошки услуги во сферата на социјалната заштита, точно. So the project will be 2 years. We started 1 year ago and it will be 1 year more. Now we're in the middle. Проектот трае 2 години. Почнавме пред речиси година дена, 11 месеци. Имаме уште една година од имплементација на проектот. Сега сме во средина на периодот на имплементација. The project is financed by European Union and implemented by WIG International Consortium. Проектот е финансиран од страна на Европската унија од ИПА инструментот за предпристапна помош во склоп на компонента 4 развој на човечките ресурси и е имплементиран од страна на WIG International Limited. And our team consisting mostly of national experts. We have 2 international experts and all others are national Macedonian experts. Тимот се состои од 2 клучни експерти кои што се интернационални експерти, меѓутоа другите експерти се претежно од локални експерти, настојуваме да ангажираме. So I would define our task as follow. Vocational rehabilitation is actually everything what helps people to get to job and to keep this job. Евентуално објаснение што значува поимот професионална рехабилитација, тоа е се она што на луѓето им помага да дојдат до работа и да ја задржат таа работа. Океј. Се надевам дека нема да ви пречи да ви се обраќам на лично име. I think that you won't have problems to talk to you on a personal basis, like with your first name, Jelena. Of course. Thank you very much, Ирена исто така. Дали Македонија има направено се што е потребно за да може да се има пристап, да речеме, до активен социјален живот? Што значи превозот, односно транспортот, образованието и сепак и приватниот живот, оно што се нарекува хоби и приватни активности? Does Macedonia have everything taken over so that can have access for active social life, like let's say transport, education, leisure? I would say that there is no country in the world which has everything for people with disabilities. In European Union now there are about 50 million people with disabilities and
I guess only 1/4 of them is working. Јас би кажала дека нема ни една земја во светот која што има направено се, односно овозможено се на лицата со попреченост. Во Европа во моментов има 15 милиони лица со попреченост 50. 50 50 милиони лица со попреченост, од кои што само 1/4 се во работен однос. There are a lot of barriers for people with disabilities also in Macedonia, like in many other countries. Значи има доста бариери за лицата со попреченост и ограничувања, секако и во Македонија, меѓутоа и во другите земји. And I think the biggest problem is not of equipment or something physical, but main problem is that employers do not believe that people with disabilities have enough abilities. Сушност сметам дека проблемот не треба да го лоцираме во имањето на опрема или физички услови. Пред се проблемот се лоцира дека работодавачите сметаат дека лицата со попреченост не можат да постигнат, односно да одговорат на задачите. But of course there are many also problems with accessibility. Но исто така има голем број на проблеми со пристапноста. And one of big problem is of course education, because you cannot get job if you don't have skills. И еден од проблемите е секако образованието, бидејќи не би можеле да се вработите доколку немате одреден тип на вештини. The funny thing is that in Europe, for example, although the people with disabilities cannot get to job, about 40% of employers said they cannot find people with skills. Значи, најинтересно е што во Европа луѓето со попреченост не можат исто така да дојдат до работа, но работодавците пат од друга страна велат дека не можат да најдат лица со одредени вештини. That means that one of the biggest barrier is absence of skills, of education, and if we want to get people employed, we need to give them training. Што значи најголемата бариера, односно најголемата пречка е образованието и вештините, што значи дека ние би требале да им дадеме, односно да им овозможиме на лицата да се здобијат со тренинзи, со обуки и со одредени вештини. But in same time, people understand often the word rehabilitation wrong way, because everybody now speaks English. They think that rehabilitate means rehabilitate, to make people be more able to rise abilities. Најчесто и поимот рехабилитација како поим се разбира погрешно, односно поимот професионална рехабилитација. Во моментов поимот се подразбира како зголемување на можностите. Exactly, but this word rehabilitation is from old Latin word rehab, to get back dignity, to get back self-respect, to give a home. This is rehabilitation. Но зборот rehabilitation доаѓа од стариот латински збор rehab, што значи да се врати чувството, да се врати to help dignity. To return back да се врати like self-esteem of the person, to give him a good place in society. To give him back. Да се врати самодовербата кај една личност и да му се даде место во општеството. Да се чувствува како дома. Да се чувствува, како Exactly. Дека припаѓа во општеството. So there will be always people who have no much abilities, but they are human beings, and it's good for them to be with us, to have own place in society. And секогаш ќе има личности кои што немаат многу можности и способности, или односно но нивното место е со нас и они треба да бидат во ова општество. Because work means that you are needed by someone. Someone needs you if you are in work. Бидејќи процесот на работа, односно поимот работење, значи дека на некого сте му потребен. Супер. Ќе одиме со рекламите во овој момент. We will go with commercials at the time for a break и ќе се вратиме назад and we will be right back.
Во денешното издание на 24 за животот, во првиот дел разговаравме значи за она што се нарекува воведност во однос на ЕУ финансираниот проект за понатам за унапредување на услугите за социјална инклузија, односно во објаснувањето на делот на тоа дека Европа и Европската унија имаат континентот Европа всушност има 50 милиони граѓани кои што имаат некаква попреченост и токму овие луѓе 50 милиони, замислете, тоа е значи многу повеќе отколку отколку многу држави, повеќето држави во Европа немаат ни жители доволно. Во однос на тоа треба да се најде начин како да се направи една социјална инклузија токму на лицата со попречености. Во првиот дел исто така и гостинката Јелена Вахакопус зборуваше во интерпретација се разбира на Ирена Бојаджиева за тоа дека многу често работодавачите даваат можност за вработување, но сепак има недостаток на вештини. За да се направи сето ова да биде возможно и да едната и другата страна бидат задоволни, особено лицата со попреченост, токму овој проект во наследните 2 години ќе ја даде можноста кај нас во Република Македонија со помош на финансии на Европската унија. Кои се очекувањата, кои се искуствата и механизмите во останатите, да речеме, европски или држави на Европската унија досега? What are the experiences and the mechanisms in the other EU countries so far regarding this issue? Regarding vocational rehabilitation, there are a lot of measures. As I told, everything which helps people to get work and to keep work can be considered as vocational rehabilitation. So, во врска со професионалната рехабилитација во Европа, во земјите членки на Европска унија, има мноштво од мерки, како што реков, нели, во што се состои поимот професионална рехабилитација. So it can be, for example, that people with mild levels of disability, they can simply get education to some new profession or to get education how to return back to their profession. Например, кај лицата со средна попреченост, може би да се овозможи зголемување на нивото на образование или пак образование за одредена нова професија. The most successful examples in Europe are when people get directly to job place and are trained in job place, people with disabilities. Најуспешните примери во Европа се кога луѓето, односно лицата со попреченост, директно се обучуваат директно на работна позиција. So there are funds, for example, that government pays for some person who say knows how to do something by hands from tree, and the person with disability will go to learn and to work together with him like for half year to get new profession, but in same time government will pay a bit for the man who will teach him or woman, and for this person with disability something small for that time that he can live. This is one way to teach. Значи, едниот начин и кој што се користи во Европа е што постојат специфични фондови кои го финансираат, ја финансираат самата обука на работното место. Имено лицето со попреченост посетува еден вид на обука во одредени компании кои што го сето тоа прифаќаат и од фондот се плаќа мала надокнада, како за личноста која што е еден вид на обучувач, така и за лицето кое што е со попреченост и ја посетува обуката на работното место. Another way can be that there are many special rehabilitation centers in Europe where people with more severe levels of disabilities can try different professions. So they can come there, for example, for 1 month, for 2 months. Вториот начин е имено во Европа постојат многу голем број на рехабилитациони центри, каде што лицата обично учествуваат во овие така наречени обуки, лицата со поголем степен на попреченост и всушност овие лица доаѓаат на 1 или 2 месечна професионална рехабилитација, но испробуваат различни типови на занимања. Yes, and to choose what is the best for them. И во тој случај тука ќе се избере кое е најдоброто занимање за конкретно за лицето. Some people needs more medical rehabilitation. They can come, for example, I worked as a neuropsychologist a lot in Finland in rehabilitation centers
for short courses, like for 2 weeks, 3 weeks, short rehabilitation. На некои личности им е потребна повеќе медицинска рехабилитација, бидејќи госпоѓата е, да речам, медицинско лице, има работено во Финска, кои што посетуваат курсеви, она има искуство со курсеви од 2 до 3 недели, односно двонеделни и тронеделни обуки за вакви лица. This can be simple assessment, so that in 2 weeks you just help the person to understand what he can do, what he wants to do, what possibilities are around, and to find together with him way how to get this job place, this education, how to write application. Имено станува збор за едноставна проценка. Имено медицинското лице или да кажам обучувачот помага на лицето со попреченост да осознае зашто најмногу смета дека може да одговори. Му се помага да напише своје CV, му се помага да се стекне со одредена вештина, да осознае која вештина што ја поседува може најмногу да ја користи и евентуално да се насочи кон одредено занимање. One of the most interesting methods in Europe and now in whole world is supported employment. Еден од најинтересните методи во Европа, како и во целиот свет во моментов, е поддржаното вработување. It means that people with intellectual disabilities, for example, or with severe disabilities are placed in normal job place with help of instructor at beginning, like for example. Тоа значи дека лицата со тешка попреченост или со јака интелектуална попреченост are placed in normal job place. Се позиционираат на отворениот пазар на трудот, значи без никакви, да кажам, предрасуди, да речеме. Дали предрасуди, дали подобрување на околината во која ќе работи, значи баш во класично работно место се поставуваат. Like for example, any person with Down syndrome, for example, he can work very well in cafe, in children, in kindergarten, in shop, in many places actually, in making bread, in non-governmental organization. So with a small supported beginning, these people can be placed, and now thousands of people with even severe disabilities, they are working with help of supported employment. Како на пример, ако имаме лице со Даунов синдром, тој може да речам да се вработи во кафетерија, може да се вработи во градинка, може да се вработи во невладина организација и со многу мала помош, мала поддршка, може многу лесно да се снајде во позицијата и да ги изведува сите работни задачи кои што ќе бидат барани од него, да кажеме. Така да имаме веќе има илјадници луѓе кои што имаат тешка попреченост, а се инволвирани со многу мала поддршка се инволвирани во обичниот живот. I had many colleagues actually with disabilities, and also my Finnish boss is a man with very strong disability, Kalle Könkkölä. He's sitting in a wheelchair with breath machine, and he's going all the world, and he's a chief of big organization. Bravo. And when he was born, doctors told to his parents that he will live 2 months, and he's in good health now for 60 years and working well. Well, that's quite a lot, па тоа е многу. Да и преведеме само на гледачите. Така. Значи, јас имам многу колеги кои што се лица со попреченост и кои што многу нормално функционираат, а воедно мојот, да кажам, надреден, односно шеф во институцијата во Финска во која што работи господја Јелена, е со тешка попреченост, односно тој е во количка, во инвалидска количка и функционира со машина за кислород. Да. Имено на неговите родители кога се родил им е кажано дека он ќе живее само 2 месеци, меѓутоа господинот е во добро здравје веќе 60 години. Така да Тоа е една огромна разлика од 2 месеца до 60 години. It's a very big difference from 2 months to 60 years. Exactly. Yes, please. So there are many ways of helping, many funds, many subsidies. Така да постојат многу начини да се помогне на лицата со попреченост, доста фондови и одредени, да кажам, замени, субвенции.
And I must say that in Macedonia already there are many services for vocational rehabilitation. There is no system of the services, but there are, for example, good vocational guidance. Можам да кажам слободно дека во Македонија постојат многу услуги на професионалната рехабилитација, но се уште не постои еден систем кој ги оквирува овие услуги. There are shelter companies. Постојат заштитните друштва, There are social centers and daycare centers, социјалните центри, дневните центри за нега, which give some possibilities for people to work. кои им даваат одредени можности на лицата со попречност да And работат. you have very good law on disability employment, but И имаме многу добра законска регулатива. there is no place for people with mental disabilities, as I know in this law. So for people with mental disabilities, more difficult to get job. Да. Но само не се третирани лицата со ментална попреченост и малку е потешко во моментов во Македонија да се такви лица да најдат работа. Како би можеле луѓето, да речеме, бидејќи зборуваме веќе за аплицирање, за пријавување, да речеме луѓето кои што имаат одредена попреченост, да се пријават за лична помош, односно за персонална асистенција. How can the people with disabilities apply for the personal assistance? I must tell that you have no services of personal assistance, but there were some projects in Macedonia successful, which Can we, sorry, firstly define personal assistance? Може ли прво да дефинираме Yes. персонална асистенција, лична помош, па потоа ќе... yes. А може господјата слободно да каже дека во моментов во Македонија немаме персонална асистенција, не постои таа услуга, But there were some projects. но секако одреден број на проекти се имплементирани за таа овој тема. Personal assistance is when a person with disability employ by himself a helper for him, personal helper, to help him to go to work, to keep fun, to do what he wants when he cannot do it by himself. Значи, поимот персонална асистенција е кога одредено лице со попреченост вработува лично друго лице кое што ќе му биде одреден помагач во вршењето на секојдневните активности. Имено да оди на работа, да одржува хигиена, да му помага да се забавува, се што он сам, све што лицето со попреченост не може сам да го направи. So some people need it just for several hours a week, for example, but some people need a helper for more long periods. And main is that they are employers by themselves. Така, значи на одредени лица, зависно зависно од степенот на попреченост, потребно им е дали неколку часа неделно или помал временски период да имаат персонална асистенција, додека пак други имаат поголема потреба со поголемо време траење. So they make an agreement, like normal work agreement with this person, and they explain, persons with disabilities by themselves. They explain tasks, they choose the person. It must not be... Да. Okay. Okay. Но најбитно во случајот е што лицето кое што е со попреченост, тоа е работодавач, односно тој лично го вработува и го бира лицето и ги посочува активностите кои му е потребна помош. Personal assistant is not a social worker or psychologist or someone. It can be anyone. It can be even family member. Персонален асистент може да како лице може да биде секој, дури и членот од семејството, не треба да биде социјален работник или било каков стручен работник во тоа поле. Yes. So in our project we want to introduce this possibility to find out how it will work, to pilot it in Macedonia, and government will decide how they will continue with this model. Во склоп на нашиот проект имено сакаме да ја воведеме услугата. Ќе се направи пилотирање на услугата во неколку региони, избрани се 70 лица ќе бидат избрани, со кои што ќе се проследи пилотирањето и евентуално потоа владата ќе реши дали и како ќе ја воведе оваа услуга во So Македонија. actually I cannot answer yet how they will apply it to whom. I guess maybe it will be centers for social work
but it will be local decision of, national decision of government, not us. Така, одлуката за кој ќе аплицира и каде ќе се аплицира и како ќе се финансира не е наша одлука. Проектот само ќе даде предлог во однос на искуството, да, препораки во однос на искуството на експертите, како тоа можеме да го имплементираме во Македонија, евентуално на најоптимален и најдобар начин, додека како тоа стварно ќе се имплементира во државата, оставаме на надлежните институции. Со оглед на тоа дека сите луѓе заслужуваат и го имаат правото човеково да работат, да живеат, дали мислите дека, впрочем, работодавачите би нашле начин да ги вклучат во Македонија и овие луѓе, бидејќи па особено рековме дека имаме проблем со менталните попречености со луѓето кои што ги имаат тие. So, regarding the fact that every person has the right to work, to live, and it's a basic human right, do you think that the employers will find a way to include these people into their work jobs, especially the ones because you've mentioned that Macedonia has the issues with the mental disabilities, people with mental disabilities. Do you think that there are bases for including these people? Дали мислите дека има основи за вклучување? As I said already, the main barrier is attitude. So everyone has some ability. When person is alive, he has ability. Yes. Да, како што реков, основен проблем е однесувањето и мислата. Значи секој човек има некаква можност, некаква способност. And there is also possible for any employer to make reasonable accommodation. И постои можност за секој работодавач да направи одредено прилагодување на просторот. What mean reasonable? It means that if you hire person with disability and he's in wheelchair, you do not need to restore the whole your firm because you will simply have no money for it, or to build something special. So it must be reasonable, but in most cases you need very small change that person can come to work. Всушност, да, ова адаптацијата треба да биде оправдана и нормално е дека не би требало ако еден работодавач вработи лице кое што е во инвалидска количка со попреченост да ја реорганизира или повторно да изгради нешто својата фирма, туку да направи одредени мали адаптации во просторот со цел да може да се овозможи на лицето да ги извршува своите задачи. And the second very good thing is inclusive design. Втора многу добра работа е инклузивниот дизајн. That means that you will from the beginning arrange all space and everything in your institution or firm so that it is accessible for everyone. Тоа значи дека уште при самото градење на просторот на фирмата или институцијата, на објектот, нели, ќе се земе во предвид адаптивилноста за сите лица, да. И пристапноста. Дали има некои работни места, да речеме позиции кои што се апликабилни, да речеме на ова што споменавме, односно успешни приказни? So do you have some jobs that are applicable to them, or maybe some success story that we can share with the audience, што може да ја споделиме со јавноста? Well, of course, not all jobs are good for everyone. If I would like to go to ballet school or to pilot with my glasses, I think I cannot succeed. Секоја работна позиција не е за секого. Имено, ако јас би сакала да играм балет или да бидам пилот, нормално со моите научари тешко дека можеби ќе имам проблем со тоа. I agree, се согласувам. Me as well. But in same time, I know a lot of successful stories of people with different kinds of disabilities in actually almost all jobs what are possible. Но во исто време познавам и многу успешни истории, односно за лица со попреченост во секаков тип на работни позиции.
For example, if I may tell about my Finnish relative who was born in Finland, the last man with polio. He was the last one in Finland who born with polio, and he got in wheelchair. He got mobility disability. Значи, ако можам само да ја кажам приказната за мојот роднина од Финска, кој што е последното лице во Финска родено со полио. Тој мислам во количка, во инвалидска количка. His mother always said that he is a poor small boy who will always be disabled. Неговата мајка викаше дека тој е мало момче кој што секогаш ќе биде со попреченост, слабичко мало момче. And really it was very difficult for him to find job. Беше доста тешко за него да најде работа. So he started to work with horses. Почна да работи со коњи. Yes, so he started to drive a car for horses, to get horses across Europe. Така да почна да работи со коњи и да управува со возило што превезува коњи. And he succeeded in it and he became quite good with money. Браво. И денеска е многу успешен. Yes. И добро ситуиран. Најверојатно. Yes. So I have, as I told, I have a lot of colleagues, and also another story I can tell you about one my friend. Исто така уште една приказна за еден мој пријател, who had quite a strong mental disability. Кој што има јака ментална попреченост. And she started to write stories. И таа почна да пишува приказни. Short stories about murders and something terrible. Кратки крими приказни. And she became so famous that her books are translated also in Macedonian. И таа е доста позната. But I don't want to tell the name. Што незините книги се преведени They are на translated македонски. all over world. Значи тоа е нешто мистериозно. Да. Но не ви сакала да го споделам незиното име. You will tell me after the show, ќе ми кажете после емисијата. Но незините книги се преведени на македонски јазик. There are thousands, 100,000 people who are working in all areas. Има стотици илјадници луѓе кои што работат во сите области. Successfully. Успешно. Стигнавме до крајот на емисијата, исполнето морам да признам. Ирена, сакав да те прашам како е да се работи во ваква канцеларија која што се однесува на овој проект? Можна поучно. Така? Можна интересно, секако една друга област која што не ја среќаваме секојдневно, но предизвик ти е? Да, во секој случај предизвик. Сега нормално, емоциите се тука, не е нешто што секојдневно се случува, но интересна е работата со такви со лица со попреченост, бидејќи се стварно посебни. Јас морам да ти признам дека е многу подобра работата со лица со попреченост него со останатите. Од искуство јас кажувам, многу поискрена. Поискрена во секој случај. Ви благодарам многу за издвоеното време. Thank you very much for the time that you gave us for our viewers. И се надевам дека ќе се видиме наскоро во барем последните 2 години, сигурно ќе се видиме повторно да видиме до каде е стигнат проектот. And I really hope that we'll see each other again, especially because the project is starting now and in the next 2 years we'll have the time to talk about it until where it reached its goals. Ќе имаме уште многу активности, ви благодариме на посетата. Браво! Благодарам. Фала ти, Ирена. Почитувани гледачи, Јелена Вахакулопус и Ирена Бојаджиева од проектот кој што се однесува за унапредувањето на услугите за социјална инклузија. Денеска завршуваме со емисијата за животот, се гледаме јас и вие за час и половина повторно. Пријатно.